Во следниот период Грција ќе земе некои поразлични недипломатски вонредни мерки против владата на оваа држава. Нови тарифи, нови правила за влез во Грција, различни правила за граѓаните, за бизнисот. И ќе трпи бизнисот, ќе трпи народот, ќе трпи државата, затоа што вие сте подготвени да ја ставите цела држава на коцка за да лажете за повеќе да седите на власт. И да ги убедува дека они треба да извршат притисок врз Бугарија да прифатат одложено гласање на Бугари устав. Што е де факто гласање на Бугари устав? Што е гласање на Бугари устав? Што е проблем, бидејќи Бугарија, од тоа што го имам како информации, Бугарија дури и да е под притисок, мал е периодот да вршат притисоци, они ќе вршат притисок е месец. Месец Бугарија ќе издржи. Бугарија веројатно нема да прифати, со што ние се ставаме во многу лоша состојба, а тоа е од јануари Албанија ќе си го почне првиот кластер, Македонија нема да ги почне преговорите и кластерот и ќе останеме ние задња рупа на свиралу овдека. Албанија ќе влезе во Европска унија пред нас, бидејќи веќе е известно дека Албанија ќе влезе во Европска унија пред нас ако не одвојат, да. Ако не одвојат. Албанија ќе влезе Ќе ни поставува услови. Албанија ќе влезе Секој има право на вето врз нас. Па и тоа сам Албанија. да го кажам, да, ќе влезе во Европска унија Албанија пред нас и после тоа и Албанија ќе ни поставува услови и ќе ни става вето за членство во ЕУ. Што би рекло Албанија може утре кога ќе стане членка на Европска унија да го блокира влезот на Македонија во ЕУ со вето, барајќи ние да ги внесеме борците на ООН во химна. Во устав, во преамбула. И споменик у центар на Скопје. Име. И да им исплатиме, Или не нема. знам. Или нема. Одштета. Или нема. Да. Влезуел. Да, Мечка, пошто го почнува као тема, имаме видеа поднос на темата. Имаме? Да. Пушти го Мики Маус за Бугари во устав. Пушти го Мики Маус да го види Сала, да види како се преплеткаше, се препелкаше у калта, топличко е нели таму кој што викаше Заев, да објасни зашто ова е Соломоново решение. Ајде да видиме и после спреми го да биде Мицко следен што он кажуваше за уставните измени. Да. Тоа што јас ве прашувам е следнава, да кажам, дилема, базирана на следнава логика. Вие би ги изгласале сега уставните измени и би рекле дека тие би стапиле на сила во моментот кога сите земји членки на ЕУ ќе го ратификуваат договорот за пристапување на Северна Македонија во Европската унија. Како на тој начин влијаете на суштината, на содржината на преговарачкиот процес? Ако преговарачката рамка останува иста, значи преговарачката рамка е истата е, така? Вие носите уставни измени сега, велите ќе влезат на сила на крај. Преговарачкиот процес останува врамен во истата преговарачка рамка. Но суштината е дека клучно, барем тоа што јавно се наметнува како клучно барање на нашиот сосед Бугарија, се реализира на крајот и со тоа имаме гаранција дека и Бугарија има што да очекува од наше побрзо завршување на преговорите. Спомнувањето на договорот за добрососедство и протоколите во преговарачката рамка беше најстрашната работа. Барем такви беа вашите изјави додека бевте во опозиција. Не само вашите лични, на врвните представници на вашата партија. Во однос на протоколите. А факт е дека таму се уште има процес кој што ние можеме да го контролираме. Разликата е која влада ќе биде на позиција да ги носи одлуките. Таму се уште има мешовита комисија која има уврска единствено да работи по однос на наука, а не да работи по однос на политички влијанија. Тоа се процеси кои што иако се дадат дел од преговарачката рамка, се уште владата може да ги контролира да не одат во непосакувана насока. Ама не како што беше тенденцијата додека бевте во опозиција. Од која гледна точка не сме Па велевте дека тоа што протоколите се спомнати во, па дури и општиот дел на преговарачката рамка, дека на тој начин е билатерализиран преговарачкиот процес на земја во преговарачка рамка, тоа не е променето. Јас претходно, ако се сеќавате, зборував за билатерализација. Имаме механизам како да го контролираме тој процес. Ние имаме механизам. Зошто немавме во полна претходно, доверба. а сега имаме? Од која гледна точка? Зошто тоа не важеше
додека беше претходната влада на власт, и тогаш имаше историска комисија која што одлуките Токму и така. заклучоците Историска ги носи комисија само на која врз што се основа на сеќавате? консензус на сите. Договорот, таков како што владата го усвоила и се согласила, представува срам за целата држава. А самиот чин на прифаќање представува предавство на националните и државни интереси. За тоа колку е гарантиран македонскиот јазик, кажа вчера заменик портпаролот на Европската комисија, која практично ја надсинхронизира претседателката Урсула фон дер Лајен, која што по македонскиот парламент велеше дека јазикот е гарантиран, но во суштина мислела на јазикот кој што го говореле мнозинството граѓани во Македонија. Поедно оваа информација се усвојува во собранието, а владата ја прифаќа преговарачката рамка без да биде објавен протоколот каде според бугарските медиуми изрично се содржат барањата за бугаризација. Сега бугарските асимилаторски барања, се извинувам, за промена на учебниците, за откажување од националните херои, за преиначување на историјата, стануваат услов за влез во Европската Унија. И дека тие не се исполнат, нема почеток на преговори, ниту напредок кон патот на Унијата. Безусловни се изјавите? Безусловни неотповикливи. Тоа значи дека ако Бугарија направи исчекор и направи некаква за регистрација на конвенција. Јас одамна во политиката не верувам на бајки. Само намали. Стише. Незгодно. Непријатно. Ноторни лажговци, мислам, не знам што друго да кажам. Ноторни, окорели лажговци. Откорели лажови. Со тоа што Окорели лажови. А нотарските изјави кај се? Сега кој е предавник? Согласно пресконференцијава на Мицкоски, кој е сега предавник? Ти што ја прифаќаш сега француската рамка? Значи ти си предавник. Што е точно? Ти си. Ама зошто го лажеше народов? И зошто го закрвуваше народов? Де тоа да одговориш? Ама за таа крв што ја ствараш меѓу народот, да знаеш тоа не е добро. Не за народот, за никој тоа не е добро. Сте луди комплет. Чисто информативно. Ке се обидувате се во наредниот период да ги хендлате со сличен наратив, како ова што беше за знамето Бугарија, ке се обидете да ги хендлате сега потезите кои што ќе ги превзема Грција, например, кон Македонија. Во наредниот период најавите се дека не само ова што Грција ги има укинато авионските линии, во следниот период Грција ќе земе некои поразлични недипломатски вонредни мерки против владата на оваа држава. Не реципрочни, да речем. Нови тарифи, нови правила за влез во Грција, надвор од овие шенгенските плюс, различни правила за граѓаните, за бизнисот. И ќе трпи бизнисот, ќе трпи народот, ќе трпи државата, затоа што вие сте подготвени да ја ставите цела држава на коцка и цел народ на коцка, за да лажете за повеќе да стоите, да седите на власт. Е тоа ќе го направите. У наредниот период. И тоа ќе се случи. Го прашувам И за Мики тоа, Маусот за грчкото и за вето. тоа време, а ако може сликата што ви ја пуштив да ја пуштите. Пушти ја сликата. Не го зема во предвид ова презимето на двајцата, не е ништо политички, чисто ќе го цитирам Чојков, као еден од најголемите, најсериозните
бизнис познавачи на бизнисот од држава, инаку е директор, извршен Porsche. директор на Porsche Македонија, со години, еден од најуспешните. И вика вака, А роднини се, нели? па мислам да, не е битно тоа, не е битно, воопшто не ќе да го поврзувам, затоа што човекот си работи приватен сектор, нема потреба да го поврзувам со тоа. Вели за 2 години косовскиот пазар ќе го помине македонскиот. Ама он збори за косовскиот пазар на автомобили. Вкупната економија на Косово ќе ја помине македонската за помалку од година дена. За помалку од година дена. Затоа што имаме такви лажови, имаме вакви лажови на власт. Ќе ја помине. Ето тука стигнав. Јас минатата сезона зборев дека Косово ќе не помине и Косово дека е преоѓа во една посредена држава од Македонија, па некој ме напаѓа ја како сум можел за Косово. Ако ве боли вистината, ако ве навредува, ваш проблем е тоа. Живеете ви во илузии. И живеејќи во илузии, такви одлуки носите. Илузорни одлуки. Мислите дека вашите одлуки се многу важни. Затоа што се донесени на основа на лага, на илузија. И стигнавме до кој што стигнавме. Овој бизнисмен, човекот нема врска со политики. И одлична беше емисијата. Одлична беше емисијата. Сегам да се надоврзам на тоа што го говореше Тимчо Муцунски од 360 и тоа што го збореше Христијан Мицковски од позиција на опозиција. Значи, сега ВМРО ДПМН прифаќа буквално све. Најпрво им велеа дека суштината на проблемот е договорот со Бугарија. Повикаа на референдум за раскинување на договорот со Бугарија, сега дојдоа на власт, се откажаа од таа идеја, ја пополнија, го сменија составот на историската комисија. После тоа, обвинуваа дека проблем е билатерализација на проблемот со Бугарија, со тоа што членови од договорот, односно договорот со Бугарија е влезен во преговарачката рамка, па велеа тоа ќе го менуваат. Не се случи тоа, ја прифатија во целост преговарачката рамка. Христијан Мицковски, ако гледате на крајот од видеото што го пуштив од неговата тогашна изјава, значи ова е кога се изгласа францускиот предлог во собранието, Христијан Мицковски вика дека за бугарите во устав под ниедна околност, под ниеден услов нема да гласа. Го прашува новинарката, малку слабо се слуша, ја го појачав и тонот, пак слабо се слуша. Го прашува новинарката, дали ако, не знам, се признае Омо или Линден Пирин, се признае некој од пресудите на Меѓународниот суд за човекови права во Бугарија, дали би гласале за внесување на бугарите во устав? Не верувам во бајки. Значи, позицијата на ВМРО ДПМН е сменета милион пати по однос на овој договор. Мицковски има само 7 различни изјави по однос на внесувањето на бугарите во устав и кои услови он би дозволил да се внесат бугарите во устав. За на крај да биде одложено дејство. Одложено дејство нема да има, бугарите веројатно ќе се внесат во устав, а на јавноста, на македонскиот народ ќе му биде продавано дека тоа е некакво одложено дејство. Но Васко Попетровски во емисијата поставува уште една друга дилема, која што е многу важна. Мики Маус гаранции пак лаже, спреми го тоа. Зашто велам пак лаже за гаранциите? Васко Попетровски му вели: кој нас може да ни гарантира, какво одложено дејство нас може да не спаси од тоа, не знам, возраждание да дојде на власт во Бугарија некогаш и да ни стават вето за влез во Европската унија. Како вие го гарантирате на тој начин патот? Погледнете го Тимчо Муцунски што одговори. Ако земјите членки продолжат да го имаат главниот збор во процесот на пристапување на земјите кандидати во ЕУ, за сега е така, не гледаме дека веројатно ќе се менува тој пристап, која е гаранцијата дека утре во Бугарија нема да победи Возраждање или веќе не знам како се викаат и дека нема баш за темите за кои што вие зборувате, иако претходно сме ги добиле сите овие гаранции за кои што зборувате, нема да ни стават вето.
Во 2018 година, кога течеше процесот на уставни промени за промената на името, немаше лидер, малтане немаше лидер, од ЕУ па и од пошироко од ЕУ, кој што не посети да ни вети членство во НАТО, и тоа се оствари, и да ни вети сигурен и брз пат кон полноправно членство во Европската Унија. И вие не гласавте. Значи даваш за пример ситуација во која што ни дале гаранции и па не сме почнале преговори со Европска. И они не гласале, И они не гласат. ама сега викаат, ама сега прифатлива е преговарачката рамка и го зборат она што ние го зборевме дека таа непроменлива. Тоа го збори Тимчо, преговарачката рамка на ЕУ е непроменлива, мислам фактичка состојба е таа. Сега го зборат тоа, ама кога ние го зборевме ни пуштаа ботови од штаб да не прашуваат а шо вие за бугарите уставо сте? Да, тоа беше најчестото А да е прашање магла таму прошла странете ми сезона. се со тие глупи прашања. И сега во оваа ситуација они признаваат дека тоа што сме го збореле е така и сега викаат да ние ќе ги гласаме бугарите во уставот. Со одложено дејство. Мало Драпај си, сутра. Има, драпај си има ме. само една разлика. Тие што ги гледавте позади Мицко видеото со маичките не, сега се сите државни функционери и на државна плата по 2000 евра. Тоа е разликата. Знаеш што е страшно, Филип? Дека тоа било намерата. Тоа е страшно. Знаеш што е страшно? Дека они лажеле тогаш. Види, знаеш што е пострашно? Страшно е што они свесно го лажале народот, го закрвувале за да дојат на власт. Да, Они имале план цело време. точно. Знаеш ли што е проблемот, што ќе се случи? Нивната неодговорност, нивната уфилманост, дека се они многу јаки сега се на власт, мафија, долина на волците и така натаму. Ќе ја блокираат државава од сите процеси, И од сите страни, од сите страни, освен од север. и државава ќе почне да пропаѓа на секој план, економски, надворешно политички, внатрешно политички, социјално, ќе деградира општеството целосно, затоа што они не се свесни дека нивните филмови се глупи и не прифаќаат некој да им каже како треба. Они знаат дека нема да стигнат до октомври да ги стават бугарите уставот и знаат дека нема да стигнат ни до јануари да ги стават бугарите уставот. Отпочнувањето на првото поглавје за Македонија значи 900 милиони евра од ЕУ неповратна помош. Значи 900 милиони кои што Македонија нема потреба да ги враќа. Не кинески кредит. Сега Мицкоски знае дека нема тоа да го направи до јануари, бидејќи ако го направи до јануари ќе има лоши резултати на локални избори, ја ризикува иднината на цела држава, ја ризикува иднината на многу генерации македонци, да заостанеме и после да ни става вето и Албанија. Ама за да не се осети дека тие 900 милиона нема да ги земеме како фонд, од Европскиот фонд, он зема кинески кредит од 1 милиарда, за да ги покрие тие дупки што би требало да ги покриваме со неповратни пари од Европска унија. Зима милиарда од Унгарија, тоест кинески кредит, ама се пласира преку унгарски банки, за да покрие пред локалните избори. Значи он Идеме камери и западни он- земји не го гледаат. Не он знаат што за локални избори, за чисто личен политички партиски интерес, е подготвен да жртвува цела генерација. подготвен е да жртвува цела генерација. Подготвен е да жртвува цела генерација. Бидејќи на крајот ќе влезе Албанија пред нас и освен Бугарија ќе ни става вето и Албанија. Така и мене ми делува. И тогаш ќе се реализира она славното од 2014 на Лавров, изјавата, Македонија ќе се подели помеѓу Албанија и Бугарија. Или Албанија и Бугарија ќе граничат. Тоа беше изјавата на Лавров од